Почитувани гледачи, ова е новото издание на емисијата ТВ Ординација. Оваа ординација го започнуваме со информацијата дека итната медицинска помош е веќе дислоцирана од управата на здравниот дом во Струмица. Велат дека за неколку месеци повторно ќе се вратат во старите простории, но овој пат реновирани комплетно, реконструирани со цел поголема грижа на пациентите. Што е она кое што во моментов е актуелно во итната медицинска помош, каде се засега просториите на итната медицинска помош и нивното обслужување, со колку лекари работат и колку тимови се на терен, од изјавата на доктор Ристеки. Че вака итната медицинска помош конечно се реновира. Да. Какви зафати се предвидени и каде функционирате сега во моментов и обслужувате граѓаните кои имаат итна медицинска помош? Значи, добар ден на целата јавност, на општина Струмица и населените места. Јас сум раководител на итната медицинска помош со домашно лекување Струмица при ЕЗО здравствен дом. Имаме должност и сакаме да информираме јавноста дека конечно после долго очекувани години итната медицинска помош, поточно просториите во кои што бевме сместени, се темелно реновираат, така да службата е преместена во соба број 1, веднаш до главниот влез на старата болница во Струмица на први кат. Предвидени ли се поголеми реконструктивни зафати или пак комплетно реновирање на внатрешните простори на старата итна медицинска помош? Да, предвидено е целосно реновирање на просториите, значи со комплетна водоинсталација, електрична инсталација, столарија, но никако проширување од постоечките простории, значи реконструкција и моделирање на просториите кои што веќе ни беа на наша должност. Така. Еве во претходниот разговор дознавме и дека медицинските тимови при итната медицинска помош се зголемени како број на лекари. Колкав е бројот на лекари во моментов во итната медицинска помош кој што обслужува не само градот Струмица, туку и населените места? Да, можеме да се пофалиме дека нашите тимови се зголемија со 3 нови доктори, така да во моментот располагаме со 10 општи лекари по општа медицина и 20 медицински сестри, од кои што има информирано 4 тимови, кои што служиме на нашите граѓани 24 часа за нивното општо здравје. Ја слушавме изјавата на доктор Ристик и за привремениот престој на итната медицинска помош во едно од старите простории на старата болница, а се надеваме сите дека во најскоро време ќе имаме можност да ја и посетиме, да ги посетиме новите простории на итната медицинска помош. Ние продолжуваме понатаму. Колешката Ивана Вангелова работеше на тема ларингит кај децата и како да ги заштитиме и како да ги препознаеме основните симптоми. Предлагам да го погледнеме. Сува кашлица, свиреж во градите при дишење и промена во гласот се најчестите симптоми за вирусната инфекција ларингитис кај малите деца. Болеста почнува речиси од целосно здравје одеднаш во текот на ноќта. Детето има проблеми со дишењето кое е како гушење и ваквата состојба понекогаш знае да ги испаничи родителите, велат лекарите. Овој период од годината кога има големи температурни разлики, една од најчестите причини за посета на малите пациенти во нашите амбуланти се ларингитите. Именно во основата на овие заболувања стои оток на гласните жици, а самото тоа го отежнува дишењето. Па истовремено се активира рефлекс на кашлање и се појавува глад за воздух. Најчестите причинители на ларингитите се секако во прв ред вирусите. Многу ретко може да бидат бактерии, но исто така можат да бидат причинители алергии, загадување на воздухот или дури дразнење или оптеретување на гласните жици.
Ларингитите имат карактеристична клиничка слика и манифестација. Тоа е еден зарив над глас. Најчесто настанува напад на сува кашлица, понекогаш придружена со свиреж, понекогаш дури со тежното дишење, па дури кај потешките случаеви доаѓа до борба за дих. И тоа понекогаш може да биде доста драматично, а и најчесто се случува за жал ноќе. Детето се буди со гушење, исплашено е, вознемирено е, се јавува таа специфична кашлица што ја асоциираме со звук на лање. Затоа родителите треба да имаат настоци како да укажат прва помош на детето, се разбира додека да дојдат на лекар. Кога зборуваме за тоа како би можеле родителите да помогнат, тоа да дадат прва помош на детето, од најголема помош би било вдишувањето на влажен воздух. Тоа се постигнува со вдишување на пареа, например пуштање на врела вода во бањата за да настане процес на испарување и после 2-3 минути детето да излезе на прозорец или балкон за да може да вдиша студен воздух. Тоест да се примени принцип на нагла промена на влажноста и температурата на воздухот. А родителите што располагаат со инхалатори, исто така може да направат инхалација со физиолошки раствор, а подоцна со совет на лекар секако и со лекови. Итно на лекар родителите треба да се јават ако детето има температура над 39 степени. Исто така, ако се случи свирењето на градите и температурата да се јават истовремено, лекарите велат дека не треба да чекаат. И она кое што е актуелно последните неколку денови е третата доза. Колку од пациентите се заинтересирани, каква е состојбата во земјава, слушаме од следниот прилог. Заклучно до денес до 13 часот во Струмица со трета доза вакцина против вирусот COVID-19 се вакцинирани 103 граѓани. Први кои што започнаа со примање на трета доза биле здравствените работници. Вакцинацијата се одвива непречено и заинтересираноста за вакцинација е голема, вели Дајана Масинова, началник на пунктот за вакцинација. Вакцинацијата во Струмица се одвива непречено. Има голема заинтересираност на граѓаните во последниве денови, најмногу за трета доза. Со тоа што веќе од вчера е актуелно и вакцинирањето на пациентите кои што имаат примено 2 дози кинеска вакцина, Синофарм или Синовак соодветно, кои имаат поминато 3 месеци од втората доза и сега доаѓаат за трета доза од вакцината Pfizer. Исто така, први кои што го започнаа вакцинирањето со трета доза Pfizer вакцина беа здравствените работници, кои исто така први беа вакцинирани како приоритетна група, уште кога започна вакцинирањето во Република Македонија. До сега имаме вакцинирано 15 здравствени работници, а граѓани вкупно вакцинирани со трета доза до сега, до 13 часот, имаме 103 граѓани. Во текот на вчерашниот ден на ниво на цела држава аплицирани се вкупно 2919 дози вакцини, од кои 565 се аплицирани како прва доза, 1286 се ревакцинирани, а 1068 граѓани примиле трета доза вакцина. Според бројот на аплицирани вакцини, 38% од целата популација во нашата земја е вакцинирана, а 35% од популацијата во државата примиле 2 дози вакцина. Од крајот на минатиот месец и во Македонија почна вакцинација со трета доза. Одлуката првим важеше за лица над 60 години, здравствени работници и луѓе со послаб имунитет, а условот беше да поминале 6 месеци од последната доза. Продолжувам понатаму. Долго очекуваната гасификација на Струмичката болница и се реализираше со стартот на овогодинешната грејна сезона. Во јуни беше поставена и котларата, која што требаше да го врши преносот на гасот до сите кракови на Општа болница Струмица со исклучок на здравствениот дом. Во продолжение гледаме изјавата на доктор Катарина Кузманова за придобивките, како финансиски, така и енергетски ефикасен е секако гасот. Ја слушаме Кузманова. Особено ми е драго што денес можам да ја споделам оваа информација со моите сограѓани од општина Струмица, со струмичката јавност, а тоа е дека конечно ЈЗ Општа болница Струмица е од денес гасифицирана од оваа грејна сезона.
е една од повеќето институции во нашата општина која што користи газ, природен газ како еколошко гориво. Како што може да видите, завршен е проектот, градбата на новата гасна котлара, приклучокот на газоводната дистрибутивна мрежа и конечно пред неколку денови протече газот до новата гасна котлара и со задоволство можам да кажам дека еве од оваа недела и оваа грена сезона ЈЗ Општа болница Струмица ќе користи природен газ како еколошки енергент за затоплување. Ние се знаеме кои се придобивките во користењето на еколошко гориво и тоа и од економски аспект и од енергетски и еколошки аспект. И јас се надевам дека овој тренд ќе продолжи и понатаму. Би сакала еве да се заблагодарам на сите оние кои дадоа свој придонес во реализирањето на целокупниот овој проект, а тоа е през иницијативата од Министерството за животна средина, претходното раководство и се разбира финансиската поддршка која што е добивна од владата и Министерството за здравство, па се до целокупната реализација во која што учествуваше општина Струмица и јавното претпријатие Струмица газ, за да ова навистина стане реалност. И би сакала еве еден апел до сите институции да го продолжат овој тренд на приклучување, бидејќи тоа е единствениот начин да зачуваме здрав воздух за дишење, затоа што знаеме дека претходно користените нафта и мазут бе едни од потенцијалните загадувачи на воздухот во нашата општина. С оглед дека претходно овој комплекс се грееше на нафта и мазут, кои се оние пресмети, кога ќе бидат заштитите сега на Струмишката болница, на ЈЗ Општа болница Струмица во тој аспект и кои се објекти ќе бидат загревани на природен газ? Значи со новата гасна котлара опфатени се и старата болница и новиот хируршки блок комплетно. И сметам дека, како што реков, не само од енергетскиот еколошки аспект, ќе имаме и од финансиски аспект заштита. Оваа пресметка некаде околу 3 милиона, сметам дека ќе послужи за да ја употребиме онаму каде што ни е потребно во нашата болница. А во продолжение предлагам да ја погледнеме изјавата на првиот човек на Струмица газ, кој што вели дека е задоволен што овој проект бил реализиран. ЈЗ Општа болница ќе има не само финансиски бенефиции, туку и ќе се намали она кое што беше актуелно минатата година, дека Струмица, односно ЈЗ Општа болница во Струмица, е еден од најголемите загадувачи во градот. Значи, вака сега прво го поздравувам овој проект и горд сум што учествував во овој проект за гасификација на Општата болница Струмица. Ова е најголемиот потрошувач на енергенс во нашата општина од државните, од јавните институции. Долги години беше посочуван како еден од најголемите загадувачи во нашата средина на воздухот. И искрено тоа е еден голем чекор кој што го направивме. Заедно со владата на Република Македонија и со Министерството за финансии. Очекувањата се заштита економски, заштита на животната средина. Ова е исто така објект, уште еден во низата на јавните институции кои што се приклучуваат на дистрибутивната гасоводна мрежа, општинските се веќе сите приклучени, државните веќе почнуваат и мислам дека и другите ќе го следат овој пример на приклучување и користење на природниот газ како енергент за затоплување, а секако и индустријските објекти веќе се и они земаат замав и се заинтересирани за приклучување на дистрибутивната гасоводна мрежа. Имаме голем дел од индустријските објекти веќе приклучени, а интересот кај домаќинствата е од ден на ден се поголем. Ова година очекуваме рекорден број на нови приклучоци, меѓутоа до крајот на годината да почекаме С оглед дека стартуваше грејната сезона, колку во моментов како бројка имате приклучено физички и правни лица на дистрибутивната гасоводна мрежа и дали како јавно предпријатие ќе ги задоволите потребите оваа грејна сезона со оглед дека нели стартуваше? Проектот за гасификација на Струмица е направен од почеток за да може да ги задоволи потребите на целокупниот град, на цело стопанство, на сите јавни институции, на сите домаќинства. Декомпресорската станица е со голем капацитет. Снабдувањето од нашите добавувачи со газ оди без проблеми до сега. Во изминатите 10 години покажавме дека секојдневно ги снабдуваме и така и ќе продолжи. Околу бројот на приклучоци имаме веќе некаде преку 300 домаќинства кои што го користат природниот газ, некаде околу 30 јавни институции и толку некаде стопански објекти. Производствени погони, угостителски објекти и така. Предпоставам имате апел до
сите домак физички правни лица да продолжат тој тренд, бидејќи сепак ова е еколошки енергенс кој што може да се користи да заштитиме животната средина. Апсолутно. Ние секогаш апелираме за приклучување, затоа што природниот газ, еве само овој објект за споредба, на годишно ниво заштитата на животната средина ќе биде 110 тони помалку CO2 во воздухот. Со замена на нафтата со природниот газ. Доколку и домакинствата кои што користат дрва за загревање се пренаменат на природен газ, таа заштита ќе биде уште поголема, затоа што дрвата се уште поголем загадувач. Да не спомнуваме тука и ПМ честички кои што во природниот газ ги нема, да не спомнуваме сулфурниот диоксид кој што и природниот газ го нема. Се е тоа огромна заштита на животната средина. И треба да продолжиме сите во тој правец да водиме грижа за воздухот кој што го дишаме. И последна информација во ова издание на емисијата е изјавата на доктор Сашо Лумчев од Гевгелиската болница кој зборува за трансмисијата. Колку е и каква е во моментов, слушаме од неговата изјава. Видете, широка трансмисија, јас уште ланската година кажав дека ние сме влезени во таа фаза на широка распространетост на вирусот. И токму поради тоа, јас малце сум и револтиран на некои наши колеги кои ни се претпоставени, кои не опторетуваат со правењето на анкети, односно со административни мерки, кои едноставно не даваат никакви резултати. Кога сте во фаза на широка распространетост на вирусот, нема тука вие што да барате кластери, да правите анкети, да се малтретирате вие и луѓето, да губите драгоцено време и да ги трошите ресурсите на административни работи кои не носат никакви резултати. Значи, што ме широко распространетост на вирусот, на нас ни се потребни што повеќе да агитираме, да апелираме, да едуцираме за почитување на превентивните мерки и колку толку да внимаваме, да вршиме сентинел надзор, особено сега во училиштата, каде што рековме, таа ни е таргет групата и таму да ги насочиме сите ресурси, сите можни капацитети, да следиме што таму ни се случува и да превенираме колку што можеме повеќе, додека нели процесот на вакцинација не ни се омасови, бидејќи гледам тука некоја линија на стагнација. Зошто е тоа така, ќе видиме, ќе направиме анализи, меѓутоа во моментот проблемот е таму, односно ќе биде таму и сите ресурси мора да бидат насочени таму. Тоа е широката распространетост на вирусот, едноставно кажано го има насекаде. Го има насекаде и тука нема дискусија, значи нема сега ние што да бараме дали некој од овие што се граѓани во моментот кои поминуваат тука, дали се заболени или не. Не знаеме, значи може да биде секаде. Ако не пројави симптоми, како ќе знаеме ние, дека тој е преносител на вирусот и може да инфицира друг. Значи ние треба да апелираме да тие граѓани ги почитуваат заштитните мерки, како што гледат си носат маски и едноставно, нели, се придржуваат кон препораките, кои се препораки за секаде во светот, не само во Република Северна Македонија. Почитувани гледачи, ви благодарам што и оваата во ординација бевте со нас и ги слушнавме последните актуелни случувања од областа на медицината, односно на здравството во последната една недела. Ви благодарам уште еднаш. Се гледаме во наредното издание.